Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание на Животна приказна. Многу често во оваа емисија сакам да споделам некоја мисла со вас, ни дека не сте ја слушнале, туку дека едноставно е убаво да се потсетиме на некои убави работи и оно што мене денеска ми го направи денот убав, бидејќи прочитав дека треба да живееме и да ги живееме моментите толку добро, како што нема да можеме да ги објасниме и да ги напишеме со зборови. Ова е една убава мисла која се надам дека и на вас ќе ви годи во овој момент и секако ќе ве поканам да останете на Македонската радио телевизија, бидејќи имаме уште една несекојдневна животна приказна, а за кого станува збори кој е мој денешен соговорник, ќе слушнете секако од краткиот прилог. Со години е присутна на домашната сцена, тивка, силна и секогаш препознатлива. Родена во Скопје, остава длабок печат во театарот, телевизијата и филмот. Со улоги полни емоција и автентичност што ја освојуваат публиката и критиката. Символ на професионалност, посветеност и актерска длабочина. Наша гостинка е познатата актерка Драгана Левенска. И освен моите колеги во позадина овде во студиото, сега ќе ја поканам и мојата гостинка која слушнавте за кого станува збор. Добре дојде за Драгана Левенска во Животна приказна. Драгана, добре дојде. Среќни празници, бидејќи влеговме во новата година секако и повели ова е твоето место. Благодарам. Од срце ќе те прашам како си. Јас од срце ќе те прашам тебе како си. Ти благодарам. Многу ретко мене ме прашуваат како сум. Некако кога ќе седнем на ова место сум најдобро. Искрено и ти благодарам. Добро сум. После сите овие новогодишни еуфории, инаку не сум јас многу голем љубител на сето. На празници? Па да, поради таа еуфорија која што се создава дека мораме сега да бидеме нели среќни, да се веселиме и така натаму. Така да сега спласнато, мирно, многу е подобро. Не сакаш такви денови кои не се можеби наметнати? Воопшто, не сакам ништо што ми е наметнато. Порано да, сум правела доста, ајде да кажам, условно наметнати работи, или работи кои можеби и не сум сакала баш да ги направам, но сега веќе некако одлучувам да го правам токму она кое што ми сака душа и срце. И така и треба. Тоа некако можеби оди и со годините, нели, кога Апсолутно. сваќаме дека треба да правиме нешто што нас не прави среќни, бидејќи немаме многу време, деновите си одминуваат. Така е. Бидејќи во најавата споменав, не знам колку ја слушна, дека е многу важно да ги живееш моментите толку добро што нема да можеш да ги опишеш или да ги напишеш со зборови. Така. Колку ти така знаеш да живееш, колку живееш со полни плуќа, колку си задоволна, колку го крадеш секој момент од твојот живот? Зависи во кој период. Имам периоди кога буквално го живеам тоа кое што сега го кажуваш и го опишуваш. Меѓутоа, обично кога не сум добро, ајде да кажам, не сум човек што се силува, си го дозволувам тоа и знам да се повлеча малку, не многу малку, за да ги наполнам своите батерии, за да се вратам на себе си, за да направам една целосна ретроспектива на тоа што ми се случувало и каде сакам да одам и така натаму. И обично во тие моменти читам, а најчесто пишувам. Тоа ми е една голема Значи, пасија. не случајно е мојава мисла. Не знаев дека пишуваш. Да, така пишувам. најчесто акумулираш енергија? Да, и всушност преку пишувањето несвесно ние и го вадиме се она кое што го чувствуваме, а можеби не секогаш имаме храброст да го изговориме гласно. И така ми е полесно да се соочам со некои работи. Тоа ми е еден механизам, ајде да кажам, кој што го најдов и многу добро ми функционира. Се надам дека ќе види и светлина на денот, ако толку добро ти оди. Па, јас имам напишано една книга, односно книга тоа е како дневник, поточно 2019 година. Реков 2021 година имав интервју дека ќе ја објавам, но се уште има нешто кое што ме спречува, односно не ме спречува, него бидејќи се работи за една моја лична приказна.
и можеби се уште не сум созреала, односно не созреала тој дневник за да биде излеза. Иначе не е акцентот ставен на мене, него е на сите. Бидејќи на крајот завршува со празни страници која е твојата приказна. Секој да може да ја испише својата приказна, затоа што секоја приказна е инспиративна. Ете, јас имам тука шанса. Да. Бидејќи соговорниците зборуваат во мојата емисија, јас во твојата книга да кажам мојата животна приказна. Да. Супер идеја, Драгана. Се надевам дека еден ден ќе се реализира, да. Да, ова ќе биде како дневникот на Ана Франк, дневникот на Драгана Левенска. Не знам на каде ќе отиде, имам повеќе планови, но тоа е нешто кое што не го брзам. Така, ќе дојде денот, секако кога треба. Се во мое време. Така е. Од каде потекнува твоето презиме? Невообичаено е, ретко е, иако јас познавам неколку луѓе со такво презиме, меѓутоа е навистина невообичаено. Да, невообичаено и прв пат ми го поставуваат ова прашање, особено ми е драго што ќе го одговорам за прв пат. Инаку, накратко, само тоа презиме можете да го сретнете и во Европа, дел од Египет, во Русија и така натаму, дори има едно семејство во Загреб. Но нашата фамилиарна приказна е малку поразлична и е многу сензитивна. А она кое што ми е мене лично особено драго, што е женска приказна. Што презимето потекнува од една жена. Поточно, тоа не е било која жена. Тоа е жената односно сопругата на мојот прапрадедо, Ефтим Левенски. И за жал, тоа е 1865 година. Тоа е датумот кога они си имаат венчано. Да, го имам запомнато, раскажувајќи ми ја приказната од мојот дедо, кој што за среќа е се уште жив. Меѓутоа, за жал, она починува многу млада. И мојот прапрадедо Ефтим Левенски, како еден голем човек и пред се еден храбар комита, одлучува да го земе незиното презиме во чест, нели, во нејзина чест, бидејќи они имале навистина многу голема љубов, иако за жал не можеле, не успеале да имаат деца. Он го зема незиното презиме од љубов, од почит и останува во куќата каде што живеат, тоа е во Владимирово. Таа куќа Беровско, така. Таа куќа до ден денеска постои, односно живее, ја се грижи за нејзе, ја негуваат нашето семејство. Да, инаку неговата сопруга не доаѓа не е од Македонија. До ден денеска ние не можеме да истражиме се уште од каде точно била она. Знаеме само дека она со својот татко, кои што биле бегалци, заедно со незините 3 ќерки, преку Грција доаѓаат во Македонија. Да. И всушност Левен најверојатно биле они и само се додава наставката ски. Да. Така да тоа е една женска интересна приказна, и баш бидејќи доаѓа од женската страна, љубов, да го промени своето презиме. Да, баш поради љубов и поради почит кон нејзе пред се и кон незиното семејство, он се одлучува да го направи се тоа. И тоа можете да замислите во едно време каде што тоа било воопшто не се ни баш непоимливо и не се ни говорело за тоа. Он подоцна има втора сопруга каде што има деца и така натаму и така презимето почнува да расте и да живее од генерација и генерација и ние до ден денеска сме горди што го носиме тоа презиме, посебно на една прекрасна жена која што знам дека оставила многу голем траг
во срцето на мојот прапрадедо Ефтим. Сигурно, да. Дали повеќе жени бројат во вашето семејство? Чекај да размислам дали повеќе жени, па мислам дека Бидејќи е женско презиме, па некако. Па не знам колку бројат, но она што можам да го кажам со сигурност е дека повеќе жени доминираат. И се успешни. Да, тоа можам да го кажам со сигурност. Еве тука би ја споменала и Камилија Левинска. Така да, ете, некако расте, ајде да кажам, сето тоа. Меѓутоа, во однос дали имаме повеќе машки или женски, тоа не би можело. Тоа во следната емисија. Да, тоа не знам, тоа треба да. Меѓутоа знам дека повеќе женската енергија доминира како символ на храброст, како символ на трпеливост. Тоа е креативност дефинитивно, меѓутоа најмногу на храброст, на борбеност. И тоа е всушност се она кое што всушност и на некој начин и го носел мојот прапрадедо во себе си. Каде помина твоето детство, Драгана? Дали аеродром беше од мали нозе до ден денеска или? Да, аеродром мојата многу голема љубов. И имзата. Да, се разбира до ден денес. Израснав во аеродром, пораснав буквално во аеродром. Ја имав таа среќа да имам маалски живот, кој за жал сега и не го гледам многу помеѓу децата, меѓутоа ајде да не бидам сега па многу и носталгична, нели секое време си носи своја убавина. Меѓутоа навистина се живееше некако многу поинаку. Ние бевме многу поинакви. Иако јас малку подоцна почнувам да го живеам своето детство, затоа што од 8 годишна возраст веќе почнувам да пеам на Сител Бамбини. Која беше твоја песна? Дали знаеш беше моја песна, па потоа Волшебната ламба, па Намигни ми. Беше навистина многу популарна емисија. Многу беше популарно и тоа ми се едни од најубавите моменти во мојот живот. Мислам, секогаш со голема радост се сеќавам на тој период. И тогаш се уште и не претпоставуваше дека ќе се занимаваш со глума? Па не така, меѓутоа знаев дека сакав да бидам на сцена. Кога замре буквално се тоа, некако станав тажна. Мислам, колку и да имало, например, и негативни, ајде да кажам, работи, затоа што е малку, како да кажам, неубаво кога дете на 8-9 години експонирано во јавност. Да, експонирано во јавност и ќе се соочи со еден таков вид слава, ајде да кажам. Да, емисијата беше популарна, навистина, и претпоставувам дека те препознава во училиште, дека беше главна звезда. Па главна звезда, мене буквално, јас немав пријател, немав другарчиња. Јас се дружев со другарчињата со кои што пеев на Сител Бамбини. Нели имаше завис некогаш, љубомора, па луѓето сакаа да бидат со тебе нели затоа што пееш на Сител Бамбини, Драгана од Сител Бамбини. И некако многу поинаку те гледа, поинаку те доживува. Често отсуствував од училиште, да. Ми беше и потоа многу потешко да го надокнадам сето тоа отсуство кое што го имав. Меѓутоа имав период кога бев прилично доста повлечена. Затоа што едноставно одиш на училиште и така не те дружат. Почувствува на своја кожа дека има се своја цена. Да, уште од многу мала возраст го почувствував тоа тоа на себе и навистина не ми било баш пријатно. Не ми било воопшто пријатно, но ета, така требало да биде и затоа моето детство, јас велам, доаѓа малку подосна во тинеџерските години, кога имав едно прекрасно друштво и веќе не пеев. Каде беше средното училиште? Средно бев во Борис Кидрич, во еден прекрасен клас, уметнички, прекрасни луѓе.
И многу убаво си поминувавме. Правен смер? Правен смер, да. Јас отидов во Борис затоа што имаше само 2 години математика, немаше тоа физика, биологија, хемија, и тогаш веќе знаев кој пат ќе го движам и каде ќе одам. Ќе продолжиш. Да. Што искрено ретко кој на 16-17 години знае да препознае што сака да биде во живот, нели? Да, точно, меѓутоа јас одев во театар и тогаш. Јас одев во театар, сакав да читам, сакав сцена, имаше една аматерско друштво кое што го имав и во основно, како драмска секција. Како драмска секција, да, и во основно и во средно. И во средно не престанував да пеам. Тоа беше многу интересно, но не ми било тоа никогаш приоритет, да бидам искрена. И потоа некако, јас кога завршив всушност средно училиште, имаше на факултетот за драмски уметности пауза 2 години. Па морав да отидам на општа компаративна книжевност, веќе таа приказна е општо позната. Таму бев 3 години, па потоа добивам стипендија и одам на Академијата Естра. И така почнува целиот тој мој пат. Да, твојот пат. Да. Кој ти беше омилен професор? На Академија? Да. Умилен професор на Академија ми беше мојот професор по сценски говор, покоен за жал, Бранко Ѓорчев. Не само што ми беше умилен професор, беше професор кој многу разговараше со мене, од кој што навистина многу имам научено, и беше една моја многу голема поддршка, и благодарение на него ми се реализираше и првата и втората представа во драмскиот театар. Он многу сакаше да бидам таму и беше навистина една моја исклучителна, искрена и топла поддршка. И денеска ми е многу жал што го нема, затоа што навистина многу ми недостига. Чувствуваш дека нешто како да му должиш поради целата таа несебична поддршка? Сакам да го споменувам. Сакам да зборувам за него. Не сакам да го стишам, па така е живе, навистина многу театарски представи, многу серии. Има фестивал во Неготино, ми се чини дека беше. Да, тој таму и потекнува, да. Точно така, таму потекнува, кој што е Бранко Ѓорчев се вика. Наградата, статуетката која што се доделува на тој фестивал е Бранко Ѓорчев. И верувам и се надевам дека ќе заживее многу повеќе тој фестивал, дека малку ќе му се даде повеќе простор на тој фестивал, затоа што поголема тежина, можеби. Па да, и поголема тежина и поголема видливост на театарската сцена посебно, затоа што Бранко Ѓорчев многу го сакаше театарот, многу даваше и правеше за театарот и го заслужува тоа. Го заслужува неговото име да биде престиж на тој еден фестивал кој што нели нормално е за него направен, но јас би сакала, тоа е една моја голема желба, да расте тој фестивал, да не замре. Убава идеја. Да, во секој случај. Кој од женска страна ти беше од секогаш можеби идол, кога беше мала и сакаше јас кога ќе пораснам да бидам како оваа глумица? Јас многу сакала Звездана Ангеловска. Некако многу ми е слична. Да, исто и сензибилитет. Да, многу ми е слична. Звездана Ангеловска и многу ми е драго што ми е многу блиска колешка и многу блиска пријателка, другарка. Она покрај тоа што е еден голем, многу голем актер и многу голем човек. И во тој наш свет ретко е да имаш некој таков покрај себе како што е Звездана Ангеловска, тука би го споменала и Игор Џамбазов, исто така, а од помладата, ајде да кажам, генерација, некој на кој што можам да се
да се ослонам е Оливер Митковски. Така, сепак се тоа едни навистина звучни имиња, докажани, толку Многу. големи луѓе, толку обични. Баш. Во тоа е големината. Секако, да. Инаку многу сум ја сакала Милена Дравич. Да, кој не? Кој не, да. Милена ми била така, кога сум била многу млада, мала, али осекогаш така со жар во очите сум ја гледала. Посебна, во секој случај посебна, да. Многу посебна. Која е првата представа каде што играш и каде го заработи својот прв хонорар? Мојот прв, чеки само да подразмислам. Кога беа првите пари, да? Мојата прва представа беше во Драмски театар. Во Драмски театар Генетика на кучињата под текст на Венко Андоновски. Тоа беше адаптација на Господа Глембаеви од Мирослав Крлежа, да. И тоа ми беше првиот хонорар. Но за мене најголемиот хонорар, ајде да кажам материјално, јас тоа никогаш не сум го гледала така. Мене ми било најголемото нешто тоа што сум на сцената на Драмскиот театар. И аплаузот? Покрај аплаузот, меѓутоа јас почнав многу рано, уште кога бев втора година на академија. И тогаш веќе ми беа првите професионални улоги, потоа беше од Века на ветрот дојде Вртелешка, од Генетика на кучињата дојде Вртелешка, па Века на ветрот, па Женски оркестар, имав представа во театар, комедија исто така, доста независни проекти, потоа веќе беше 2014 година, декември месец паметам, дојде моето вработување на моја голема среќа и задоволство во мојата денешна матична куќа, Македонски народен театар. Така, кој се е подобар и подобар, искрено. Да, баш е се подобар и подобар. За мене најголемите се таму, сега да не ме слушнат од Драмски, се шегувам. Да, секој театар има некоја своја убавина. Секој театар има свој театарски јазик. Тоа е многу интересно. Да. Драмскиот секогаш автентичен на некој посебен начин. Така, имаме, значи, јазикот е многу, јазикот на кој што се изразуваме, на кој што играме, тоа е исто како што имаме филмски јазик и театарски јазик. Истото се случува и во театарот. Секој театар има свој јазик, а со тоа што има свој јазик, односно има и свој печат. Така, имаш позади себе исто така и телевизиски проекти, серии. Дали можеш, знам дека на актерите им е најбитно аплаузот, најбитни им се даските и така натаму, и тоа е една посебна магија, енергија кога е нешто во живо. Меѓутоа, дали можеш да направиш нека паралела кој е адреналинот кога снимаш телевизиска серија? Да речеме Преспав е исто нешто што е навистина многу гледана, нешто што конечно после толку време се појави некаква серија која сите знаа кога е и сите со нетрпение очекува. Која е паралелата измеѓу едното и другото? Да, мене Преспав ми донесе едно така многу оживување и подигнување, мислам, кое што јас искрено не го очекував. Мене ми е подеднакво исто. Јас сум многу поголем љубител, тако кажував скоро, многу сум поголем љубител на процесот кога се создава улогата. Многу сакам кога истражувам, затоа што кај нас секоја представа е од почеток. И со секоја представа, со секој проект, со секоја улога ти почнуваш од почеток и не само што истражуваш за ликот кој што го играш, него се запознаваш одново и со себе си. Се истражуваш и себе си. Мене тоа ми е многу инспиративно, посебно ако доаѓаат кога се например некои покомплексни, подлабоки улоги, меѓутоа јас не ги делам тоа на мали, големи улоги, мене секоја улога ми е подеднакво драга и едноставно едва чекам да бидам на сцена. Да, имаме и тешки процеси, имаме и процеси кои што не се баш убави, не е се бајка. Јас не сакам да лажирам. Што е нормално, да. Не сакам да лажирам. Меѓутоа тука не глумиш. Па не, мислам дека нема потреба. Нема потреба, така. Меѓутоа ги од сето тоа успевам некогаш да го извлечам и од тоа некогаш лошо кое што е да извлечам нешто убаво. Затоа што и од лош процес се учи, од лоша представа се учи. Така. Па дури од направена лоша улога. Да. Која улога можеби не ти се допаднала на прва,
А после се покажало спротивното. Медеа. Да? Да. Мене кога ми ја дадоа, кога ми се јави дека тоа беше независен проект, дека треба да ја игра Медеа, реков како се јас Медеа да ја играм, мислам, митот за Медеа го знаеме, колку е страшен сам по себе да се изговори, нели? Мајка која што постигнува по своите деца. Тешка улога. Многу тешка и едноставно не знаев што да барам во себе, како ќе го најдам јас тоа, за да ја изнесам Медеа. Тоа е многу голема одговорност и многу голема улога, поготово во античката драма, нели? И како што да ја пробите полека, едноставно излезе нешто, кој што јас се изненадив од себе. На моменти се уплашив, на моменти се изненадив. Да, дали сум ова јас? Да, буквално. Но тоа ми е, таква некоја улога, предизвик, буквално баш предизвик, кој што ми било истовремено и многу тешка, но ми една од омилените по тоа ми стана. Да, затоа што тоа ми била улога која што најмногу на некој начин сум можела да извадам од себе нешто кое што претходно не сум го покажала. Ние имаме малце хендикеп кога е во прашање женската драматургија. Обично е многу мала и машката драматургија е многу поголема, односно машките ликови се многу поголеми и актерите можат многу повеќе да се изразат, да кажам, да го покажат својот свет, за разлика од нас. Да, затоа што треба да се погоди улога, треба да си многу трпелив, да истраеш. Најважното е да истраеш во оваа професија, посебно кога е моментот на чекање. Но која улога потено си ја посакувала, не си ја добила? Улога која што потено сум ја посакувала, не сум ја добила, Нора, Ибзен. Односно, од секогаш сум сакала да ја играм Нора, но сум била многу млада. Така да, сега од една страна и не можам да кажам дека не сум ја добила, можеби ќе ја добијам. Да, никогаш не се знае. Но Нора ми била од секогаш па да, лик, карактерен лик кој што би сакала некогаш да го одиграм, како и секоја млада актерка. Многу сум ја сакала Нина од Галеб, Чехов, но сега не, далеку сум за Нина, мислам, нели, поминато е времето за Нина. Аркадина ми била многу, исто така, инспиративна. Од прилика тоа. Јас многу го сакам Чехов. Јас многу го сакам Чехов, затоа што он има една посебна леснотија во неговите ликови. Он пишува буквално за обичниот човек. И тука најмногу се пронаоѓаш. Затоа што он прво бил доктор, па потоа бил книжевник. И кога имате ликови кои што доаѓаат од обичниот човек, тие се многу живи ликови, тие се многу реални ликови, емпатични ликови. Тоа треба само да излезете и да одиграте, да го кажете текстот. Односно, Чехов е писател каде што најмногу се игра под текстот. Текстот е, нели, само како една форма, меѓутоа најмногу се игра под текстот, да. Супер. Драгана, кога последен пат во приватниот живот си се фатила себе си дека знаеш да глумиш? Никогаш. Не? Повеќе ги фаќам другите. Аха, тоа знаеш да го препознаш. Па многу знам да го, да, сега веќе да. Чисто мислат за нас дека ние актерите глумиме многу во приватниот живот, не е точно, не дека не можеме, значи сега да не дури на вас е и полесно. Не е дека не можеме. Ајде да кажам, мене многу тешко човек може да ме познае кога ми е тешко. Знам да ставам социјална маска која што сите ние ја носиме, сакале или не. Да, знам да ставам насмевка. Може да се примети, негде не. Па кога ќе се средам, кога ќе се направам, кога ќе ставам насмевка и се тоа, знам, сум имала и такви моменти, такви периоди кога буквално сум ја глумела на некој начин и таа среќа.
Што и не е тоа толку лошо, нели? Па и не е толку лошо, да, но многу е потешко потоа кога ќе влезете дома. Кога ќе бидете сами со себе, да. Да. Затоа што едноставно се трга маската, нели се вади обетка, се вади шминка, се седнува, едноставно не може да се избега. Од себе си не можеме да побегнеме колку и да сакаме. Знаеш често да говориш сама со себе? Знам. Ми се случува да говорам сама со себе, односно не многу често, меѓутоа најмногу со пишувањето. Но знам да говорам, но најмногу сакам да зборувам со моите најблиски луѓе. Ги имаш барем на една рака? Да. Јас не сум човек кој што кога бев во моето тинеџерство имав многу голем круг на пријатели, меѓутоа и покрај тоа што беа многу голем круг на пријатели, беа вредни и беа вистински. За жал секој се разидовме секој на своја по својот пат, на своја страна. Но тогаш сум била најавтентичната Драгана. Имам една пријателка Верче од тој период, некогаш знаеме да се слушнеме, да се видиме, и кога ќе ми каже Даца, јас одма знам дека она ја гледа Драгана, дека не ја гледа Драгана актерката и така натаму. И тоа ми е многу мене спокојно, многу ми е мирно, дека не морам да внимавам, нели, како седам, како ја држам чашата, што зборувам и така натаму, него сум баш јас, како што сум дома, како што сум во театар, значи таа сум. Инаку сакам да разговарам најмногу со моите блиски пријатели, кои што сега ги имам многу малку, буквално на една рака. Пред 7-8 до 9 години бев прилично затворена во однос на тоа, затоа што сметав дека емоцијата е моја интимна работа, нешто кое што е лично мое, и многу ретко сум се дозволувала да заплачам пред другарка, дури пред моите родители. Но научив дека тоа не е добро. За тебе, да. Дефинитивно за мене, дека морам да кажам што чувствувам. Дека морам да кажам дека ми е тешко, дека поминувам низ некаков период. Некогаш ти треба преградка, некогаш ти треба некој едноставно само да те слушне е доволно. Ние често зборуваме, но многу малку се слушаме. Секој во својот живот, јас му посакувам да има една Маја, како што е мојата другарка, и Марија. А во последнава година и пол-две, од фамилија најмногу што зборувам и буквално знам и да заплачам, кој што ми ги знае сите, ајде да кажам, рани условно кажам на некој начин, тоа е мојата баба Драга, која што се уште ми е жива, да. Секоја чест. Да, од какво семејство потекнуваш, Драгана? Од нормално семејство. Работничко семејство? Да, работничко, нормално семејство. Јас имав навистина многу убаво детство. Не можам воопшто да се пожалам од моето детство. Моите родители беа многу ситуирани. Буквално имав се што ќе посакам. Ајде да кажам така, не го злоупотреби воопшто тоа? Не го злоупотребив тоа, меѓутоа тоа е благодарение на воспитувањето кое што ми го дале мајка ми и татко ми. Никогаш не ме научиле дека најголемата вредност е материјалното, дека се парите. И она наследство кое што го имам добиено од мојот татко, на кој што сум му посебно благодарна, е тоа дека ми има научено како да дадам, кога на некој му е потребна помош, и како да подавам. Како своето да го поделам со другиот. Без да бараш. Без да барам. Он стално ми велел, кога ќе помогнеш, никогаш немој да зборуваш за тоа и немој да го седнуваш човекот во скут. Значи, помогни. И он беше човек кој во неговата младост, јас бидејќи сум растана со него, мислам, многу повеќе сум била блиска со него, он многу помагаше, многу даваше, таков беше. И јас сето тоа како девојче, бидејќи имам јас многу млади родители, и често ме носеше и во кафичи, во Ахака, покоен Зеко, да, тоа, баш тоа време. Такви време. И сум гледала како он се однесува со луѓето. И тоа ми е нешто најголемо наследство. Пример, да, најдобар пример. Кое што ми го има дадено, и како човек кога ќе влезе во оние периоди во животот каде што има искушенија, каде што има
има кризни периоди, не можеме без тие. Тие не калемат, тие не растат, не трансформираат, така не трансформираат, така е. Меѓутоа, кога сум била во таков период, секогаш пред мене бил мојот татко. Затоа што он ми покажал како може да се застане исправено и тогаш кога светот условно кажано се руши или кога постои проблем. И секогаш сум се велела, ако можел он да помине некакви пребрежја низ животот, можам јас. Од него ја имам учено и храброста и трпеливоста. Има една негова реплика, сега ќе речев професионална деформација. Еднаш, знам, зборевме на телефон и ми вели, некогаш во животот, Драгана, треба да ја наведнеш главата. Да немаш его, него само да ја наведнеш главата. Не е важно да си во право во тој момент. За да можеш еден ден во животот да ја кренеш и да ја држиш до крајот исправена. И тогаш кога ми го кажа, онака, тука влегло, овде излегло, него ни сватив што сака да ми каже, но сега, например, јас бидејќи имам многу добро сеќавање, кога ќе се сетам на таа реченица, ми имам многу големо значење. Он буквално ме научил многу за животот. Нормално и мојата мајка, која што ми е голем херој, но најмногу имам учено од мојот татко, затоа што како девојче имам буквално растана сум со него. Нормално, затоа што за ќерката е многу важен столбот, нели, таткото, сигурноста, заштитата. Он ми го, мислам, да не биле мајка ми и татко ми, нели, јас не би ни пеела на сите албамбини, он ми ја дале најголемата поддршка. Многу верувале со мене, моите родители секоја недела беа со мене во 12 часот. И никогаш не барале од мене, например, да бидам скоро со одлична, да ги имам сите петки. Она што ми го велеле, само биди среќна. И најди го тоа што сакаш да го работиш, за да бидеш исполнета. И сега се горди на ова. Се надевам. Јас прв пат зборувам вака за него. Да, па затоа и таква емисијата, да. Искрено и убаво е да се слушнат некакви совети, секој има своја приказна. Токму и тоа е поентата на емисијата. Веќе мислам дека и врапчињата знаат за Малта, но ите не можеме да избегнеме, нели? Какво беше твоето искуство, еве, накратко? Кога бев во Малта? Вака, јас ова многу пати го имам кажано и Малта е многу убава да ја видите еднаш до два пати. Јас не сум многу голем љубител на топли тропски лета и не е земја за мене. Не е земја каде што е на пиедестал крената културата. А мене тоа многу ми се допаѓа. Е мала, јас не сакам мали земји. Одев порано многу почесто. Сега одам поретко, иако за жал во време на корона дури 2,5 години не се видовме со моите родители. Јас, еве, накратко, после 12-13 години како се моите таму, дури сега сватив и осознав колку всушност они мене ми недостигале севе овие години. Некако може би и несвесно имам некој како одбрамен механизам да не одам толку често, затоа што навистина оние кои што испраќаат некого на аеродроми знаат, ќе ме сватат, навистина е тешко кога ќе треба да испратите некого и ми било особено тешко кога треба да се качам на авион и да се вратам во Скопје. И секој пат е исто, така? И секој пат е исто и јас сум емотивен човек и пред нив нормално не ја покажувам секогаш таа емоција. Тука ќе одглумиш. Да. Но, например, ќе се испратиме доле, или јас одам нагоре и веќе како што ќе влезам во фришопот, ја плачам. Значи, буквално плачам во авион на враќање. Лута си некогаш поради таа нивна одлука? Не. Не, воопшто не сум лута. Јас знам дека
Тој им е најдоброто нешто кое што им се случило, а она кое што мене ми е исклучително важно е да се они добри и среќни. И знам колку сакаат да се овде, едва чекаат да дојде пензија за да се вратат. Исто и јас едва чекам да се вратат, но никогаш не им се налутив. Тоа е себичност. Да. Кога ќе спречиш некого Тоа е да не биде себичност. среќен. Тоа е да. себичност. Јас не сум дете, не сум мала. Едноставно човек колку да е тешко мора да научи сам да се грижи за себе. Мислам, ние сме одговорни самите за себе. Колку да е тешко понекогаш, Иако сме нивни деца секогаш. нормално, меѓутоа ете јас го одев тој пат, бидејќи сама живеам, да, брат ми е тука, меѓутоа најголемите искушенија во животот, падови или нормално кои што сум ги имала, сум ги поминала сама. Така, за крај, бидејќи времето ни поминува, за жал, многу емотивно излезе целата интервју, што она што моментално е на репертоарот на МНТ? Па сега беше, односно пред во декември имаше премиера на Варвари. 12-ка е една представа која што направи голем бум. Тоа е представа на Синиша Ефтимов, еден од моите, ако не и најомилен театарски режисер. Он ми е баш пример како треба да се истрае на театарската сцена. И создаде една представа која што дефинитивно оди во историјата. Култна представа со за мене најдобрите македонски актери, тоа е 12-ка, ви ја препорачувам, Бели ноки. Тоа е режија на Звездана Ангеловска. Играат едни млади, исклучително талентирани актери, Ана Јовановска и Дамјан Цветановски. Тука е лагата на репертоар, таму сум јас. Животот е прекрасен исто така. За мене една исто голема представа од еден многу голем европски режисер Александар Морфов. Тоа мислам дека во јануари треба да биде така да од прилика вака што можам да се сетам има представи. МНТ е новиот директор, многу добро си ја работи својата задача и со сите сили го подига на се повисоко и повисоко ниво македонскиот народен театар. Тука ќе споменам еден проект Петроника, електронска музика поврзано со поезија на Оливер Митковски. И ете така нешто различно, за ова поново време, нешто различно, нели поезијата е секогаш во мода и може да се рецитира секако, нели доколку се најде сршта. Оние имаат толку точно најдено сршта со Андреј, неговиот партнер кој што ја прави музиката, да веќе растат неколку години, е навистина одличен проект. Супер. За крај, ова нека биде за крај, да завршиме приказната. Во кој жанр би ја ставила твојата животна приказна досега? Имаше 40 години, некој јубилеј. Па нешто драма, но драма. Има и комедија. Има и комедија, да. Има комедија. Ете тоа, така, некоја поделеност. Имав едно прашање, како би се викал филм или театарска представа за твојот живот. Јас имав одговорено сите слики во како беше, сите слики во една приказна, така нешто беше. Не знам точно да се сетам. Така да нека биде драма со светла нота. Да, и како велат, сликај се за да живееш подолго. Како? Сликај се за да живееш подолго. Слика, па ние значи ќе живееме многу. Да, па тоа е некако продолжување на векот. Во секој случај сликите се најбавите спомени, она што останува секако. Да. Добро, ние со оглед на тоа што многу се сликаме, значи ќе имаме многу долг век. Ќе живееме подолго така. Ти благодарам уште еднаш за твоето гостување и драго ми беше што ја слушнавме искрено твојата животна приказна. Ти посакувам успех и понатаму и се она што го имаш замислено и на професионален план и на приватен да ти се оствари оваа година. Ви благодарам многу на поканата, навистина ми беше многу драго
и ви сакам уште многу да растете, да созревате И да правиме продолжение на правите емисиите, нормално продолжение, затоа што сметам дека вакво нешто недостасува во македонскиот етер. Посебно ми е особено драго што се уште живе телевизискиот медиум. Така. Ти благодарам уште еднаш, ќе се заблагодарам и на нашите гледачи и секако доколку бевме вашиот избор и оваа сабота, бидете заедно со нас и следната во истото време на истото место.